Денес во просториите на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица во Кичево од страна на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија Славчо Трпески свечено беше предаден имотниот лист во кој е запишан цевководот од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица. Како што истакна директорот на јавното претпријатие Студенчица Ѓорѓија Сајковски, ова е капитален објект за Република Македонија, од кој со вода за пиење се снабдуваат околу 150.000 жители во 65 населени места, а за нормално функционирање од овој систем се снабдува и термоелектраната Осломеј. Овој водоводен систем, односно цевководот, сега што ќе е предмет на легализација, е изграден во неколку фази, односно во 3 фази во периодот од 1974 до 1983 година. И покрај тоа, ние како јавно претпријатие немавме имотен лист и не беше обележан во катастар овој најголем инфраструктурен подземен објект. Сега со помош на законот за легализација што беше донесен владата на Република Македонија, со помош на Министерството за транспорт и врски, со голема ангажираност на моите вработени и секако со ангажираноста на луѓето, директорот и сите вработени од Агенцијата за катастар, ќе може да се здобиеме со еден имотен лист кој што во иднина ќе ни користи за реализација на оние проекти што ни престојат. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија Трпески истакна дека ова представува одличен пример за навремено легализирање и запишување во катастарот за да се добие имотен лист. Значи, истиот во катастарот е запишан со вкупна должина од 98.101,96 метри. Истиот се состои од 122 сегмента и поминувани 6 единици на локална самоуправа. Така, во Кичево има 37%, во Пласница 4%, во Македонски Брод 19%, во Долнени 28%, во Крушево 3%, во Прилеп 9%. Длабочината на истиот се движи од 60 см па до 3,35 метри или вкупна длабочина, просечна длабочина некаде приближно 2 метри. Покрај самиот водовод се запиша и придружна инфраструктура од разни типови на шахти, анкери и други резервоари и други елементи на водоводот, кои што вкупно придружни елементи се околу 396. Освен добивањето на имотен лист за цевководот и придружните елементи, легализирани се и подземните водови за пренос на електрична енергија низок напон, односно водови за 10 станици за анодна и катодна заштита, кои представуваат заштита на водоводните цевки од корозија.